Иновативни проекти или слични, проширени и целосни копии на претходната влада? Власта изминатите години, а особено лани, почна или продолжи бројни успешни проекти од минатото. Со години главен аргумент им беше прогресивниот данок. Премиерот се откажа од социјалдемократската матрица и му сврти грб токму на човекот кој ја разработи и спроведе идејата. Го измете првиот финансиер Тевдовски, па се обиде да го замени самиот, за на крај да ја постави Нина Ангеловска на негово место. По бројни фалење на прогресивецот, под притисок на јавноста го врати рамниот данок. Токму ниските даноци цела една деценија беа клучната алатка за отворање на домашни и странски бизниси. Ова е сосема успешна реформа. Најважното од се, тоа мора да го потенцираме, е дека овие практично пари се користат за сериозно зголемени социјални трансфери. 50% помалку се собрале од она што би требало да се соберат ако субјектите се однесувале како што се однесувале во претходната година. Власта и опозицијата се препокуваа и за повратот на ДДВ и за наградната игра. Пред неколку години тогашниот прв финансиер Зоран Ставровски ја промовираше фискална во рака, награда без мака, а сега министерката Нина Ангеловска тврди дека идејата за проектот Мој ДДВ, моја награда не била копија. Членовите на СРСМ пак не толку одамна го критикуваа проектот, за сега кога се на власт да го фалат на сите страни. Сепак наместо ветените 50 милиони евра поврат кај граѓаните годишно, од јули до декември 2019-та, повратот изнесува неполни 7 милиони евра. Откако ги турнаа граѓаните во мизерија и сиромаштија, сега преку игри си поигруваат со нивната надеж. Кој е организаторот на наградната игра премиере Груевски и лото вице-премиере Ставревски? Вистина има во успешни примери во книги, во литература наведена. Вистина интересна наградна игра која што ќе врати пари кај граѓаните, ги награди граѓаните за тоа што тие помагаат во борбата против даночната евазија и сивата економија. Пупу не важи си игра и со примањата на пензионерите. Прво ги изменија законите за да не им ги покачуваат примањата според растот на платите, а се предомислија дури кога се закажаа предвремени избори. Не само што повторно ја изменија методологијата за пресметка, туку и вонредно на 3 месеци пред избори ги зголемија пензиите. Ако пред неколку години еднократно се отпишуваа долгови за струја, парно, кредити на социјално загрозени семејства, сега ќе се отпишуваат каматите на долговите, но само кон јавни и државни претпријатија, а не и кон приватни фирми како ЕВН, Телеком или банките. Продолжи и успешниот проект Купи куќа, купи стан. Надлежните се надеваат на голем интерес од граѓаните.